Ајде да видиме. Некои книги се многу повеќе од приказни. Тие кријат безвременски вистини. Не подсетуваат колку е сложен човекот и не тераат да се соочиме со стравови соништа. Родени во едно бурно време, овие дела зборуваат за искуства што се важни и денес. Па ајде да истражиме 5 такви класици. Кратки, ама мокни, што зборуваат за човечката природа. Прво на листата е Метаморфоза од Кафка, еден навистина надреален и моќен класик. Да, токму тоа му се случува на главниот лик, Грегор Самса. Шок, нели? Значи, книгава не соочува со тешки вистини за изолацијата, абсурдот и идентитетот. Добро, следна е Животинска фарма од Џорџ Орвел. Приказна за револуција со неочекуван крај. Иако изгледа како бајка за животни, ова е всушност остра политичка алегорија. Ова е безвременско предупредување кое покажува како моќта може да уништи се. Сега одиме во сосема друг свет, блескавата джез ера со големиот Гетсби. Токму ова прашање го мачи Џеј Гетсби во неговата потрага по љубов и успех. Ова дело е трагична приказна за амбиција, илузии и неостварени желби. Следната книга, Странецот од Албер Ками, ги руши нашите идеи за смислата и моралот. Главниот лик, Мерсо, е целосно рамнодушан и токму тоа не тера да размислуваме. Пораката, смислата доаѓа од нашите сопствени избори, а не од надвор. И за крај, Глувци и луѓе од Стајнбек. Нежна, но срцепарателна приказна. Во центарот е пријателството меѓу Џорџ и Лени, како мало светло во темнината. Не подсетува дека дури и во најтешките времиња човечката поврзаност дава смисла. Значи, овие 5 книги не водат ни страв, амбиција, морал, абсурд, вистинско патување. Не предизвикуваат да се загледаме во себе си, но и во светот околу нас. Прашањето е, со која приказна ќе започне ова патување? Секоја од нив е почеток на нешто ново.